Добар ден. Во денешното видео, како што гледате, ќе зборуваме за трговијата, односно како таа земала еден почеток, зафат и како станала нормална во човековиот општествен живот, глобално, бидејќи денеска се врти околу парите, околу трговијата, околу тоа колку ќе продадам, колку ќе заработам, колку ќе постигнам на месечно ниво во животот. И за жал, тука човекот отиде во еден духовен пропаст, кој што брка некоја материјална цел, која што никогаш нема да му донесе духовно задоволство или мир. И тоа е како на хамстер on the wheel, значи кога глувче ќе ставиме во она што се врти, не знам како се вика, кругот. И буквално трча, мисли дека ќе стигне до негде, ама уствари нигде не стигнува. Буквално метафорично може да се прикаже современиот човек, затоа што оди во еден таков ќорсокак, такво слепило што буквално може би и прашање е дали ќе се удри главата еден ден кога ќе го стигне казната, болеста, значи отплатата на гревот, на тоа што одел против себе, на тоа што го поддржувал злото да се шири во општеството, да се шири таа негативна енергија, тоа страдање колективно, затоа што на некој начин си бил дел од таа рамка. Ако го разгледаме историското течение на целото ова човештво во општеството, не само тука, зборувам за глобално ниво, ќе видиме дека нештата се одвивеле многу постепено, суптилно и, како да кажеме, чекор по чекор. Ништо не било наеднаш, не било некој пресврт, може би имало такви историски периоди каде што дошло човештвото до пресврти, да речеме во, не знам, револуции, некој индустријскиот развој, значи наглата наука која што заземала зама во општеството. Да, тоа се некои периоди кои што завземале некој ненадеен пресврт, меѓутоа некако дури и тогаш нештата се одвивале многу постепено. Значи ова што го живееме не е некоја наметната конструкција, туку е низа од мали прилагодувања на луѓето кои што постоеле во претходните генерации за да стигнеме ние до овој степен. Ако се навратиме во најраните облици на човековото живење, значи заедницата била многу поинаква од денешната. Во претходните видеа имам зборувано на овие теми. Значи луѓето живееле едноставно, животот им зависел од тоа дали оваа година ќе имам жетва, значи дали ова што го насадив ќе ми донесе храна, значи стравот и одговорноста за преживувањето зависел од индивидуалниот момент. За разлика од денеска, каде што сето тоа зависи од тоа дали ќе најдеме работа, дали ќе ни биде исплатена плата, дали ќе можеме да го преживееме месецот со оваа плата која што ја добивам и така натаму. Нештата се промениле, но тоа е тој момент кој што јас сакам да го доближам, да видите дека од еден многу едноставен начин на живење се отишло до еден краен степен во кој што човекот буквално се изгубил. Како мува без глава, што би рекле ние народски. Се изгубил во... Едноставно никој не знае кај тера. А еве, секој индивидуално мисли дека работата моментално го прави задоволна или се надева дека идната работа во која што, не знам, има некои желби, идеали, дека тоа сакам да го работам, а не во некоја компанија или нешто, или некој свој бизнис, да речеме, да зборуваме, хипотетички, дека ќе го направи среќен, дека ќе го исполни и така натаму. Меѓутоа, ако ги земеме реално, во реална смисла нештата, никој нема да биде доволно среќен, можеби ќе добие развој и еволуција на својата личност, на личниот развој, професионалниот развој, ама нема да ја постигне идеалот и вистинската среќа, туку ќе се залажува цел живот дека ова е крајната смисла и ќе рмба и ќе се
врти во некој општествен вртлок во кој што не сваќа дека тој општествен вртлок во кој што мисли дека идеалот му е тоа, впрочем го води на суптилен начин кон духовна пропаст. И сега некој ќе рече, па премногу одам ригорозно кон негативност. Не е така, затоа што самиот систем на државата е конструиран човекот да го носи кон работ. Бидејќи да беше создаден системот да оди во корист на секој човек, тогаш сите ќе живеевме еднакво, избалансирано, државата ќе се грижеше за секој граѓанин и за секое мало да биде уредено со природа, да бидат храната да биде еднаква, енергијата да биде пристапна за секој човек, ефтина. Понатаму, значи храната кажав, водата исто така, државата ќе се грижеше за сите оние примарни нешта да бидат достапни, пристапни, чисти, професионално и дистрибуирани и згрижени во однос на чистота, на хигиена, на секој можен момент. И на тој начин велиме дека државата се ангажира општеството да го направи среќно, да можеш да живееш во него и да може секој човек да си ги задоволува основните базични потреби, можеби и своите креативни или лични или професионални потреби, ама не тоа да биде во правец на материјализам. Бидејќи кога нештата се во правец на материјализам и на живење за материјалното, се губи суштината на душата на човекот. Исус многу често има спомнувано дека што ќе ти е целиот свет ако го придобиеш, ако си ја изгубиш душата на патот. Значи, не случајно е тоа кажано, дека во целиот тој процес, ако ние одиме кон таа крајност и живееме да се прилагодиме, што најчесто се случува, секој човек. Еве, ќе дадам еден мал конкретен пример на кратко. Книгите сега кога ја испечатив мојата книга и треба да ги давам. Односно почнав да ги давам преку карго пошта, ама каргото е пола од книгата. И сега таа раскрсница која што мене ме става во животот и ќе рече или ќе ја покачиш книгата. И сега можам јас лесно да одлучам да си речам па овој 150 денари карго наплаќа, да јас да ја покачам книгата или едноставно да го прифатам фактот дека каргото е пола цена од книгата. И да го поддржам тоа зло, а не е праведно, не е фер, ниту кон оние читатели кои што сакаат да ја земат, ниту кон генерално општественото живење. Значи јас го поддржувам скапиот живот кој што впрочем не треба да е нормален. И сега јас можам тука да си живеам, да си го одберам тој, да си имам слободна волја, да, ќе си терам така, ќе си заработувам. Ама јас никогаш нема да можам духовно да се прочистам, нема да можам да го имам мирот, нема да имам мирен сон, бидејќи штом поддржувам зло, автоматски сум дел од темна сила. И таа темна сила ќе ме го нарушува сонот ноќе. И јас имам раскрсница во која што треба да одберам. Или ќе живеам вака или вака. Или ќе страдам, нема да заработувам толку, ќе бидам на ризик, или ќе бидам на некој начин роб на општественото зло. И тука е целата суштина на секој индивидуално. Секој ја има оваа раскрсница во својот живот. Некој е влезен во калта предлабоко, некој е на површина и се уште е преиспитан и ставен на таа раскрсница каде што или ќе си ја продадеш душата или ќе останеш кроток, приземен, оддалечен од ова зло. И ова се надоврзува на ова што го зборував пред малку за тоа како се развило и дека државата не е во рамки на добробит на народот, затоа што да беше, немаше да бидат дозволени ниту овие цени. Да не збориме за градежна индустрија, за становите кои што се продаваат, кои што се издаваат. Мислам, тоа го имам зборувано, мислам дека во секое видео, мајде да се потсетиме.
целиот тој скап живот, кој што наводно политиката, парламентот, владата не може да го контролира и е приватизација и не знам, нема толкава моќ, сепак тогаш зашто ние воопшто како луѓе, мислам, зашто воопшто имаме некој на власт, ако не може да контролира? Зашто плаќаме данок? Зашто сме дел од овој систем? Зашто сме дел од нешто кое што впрочем нема моќ ништо да подреди како што треба? Јас разбирам дека некогаш луѓето гласаат за некоја страна затоа што имаат надеж дека ајде оваа ќе донесе подобро, меѓутоа ако ја земеме самата суштина на системот, дека системот е граден чекор по чекор кон тоа да го води поединецот кој што е на власт кон лична моќ и кон лична заработка, и он не може да се смени. Мислам, не може некој да дојде и да каже сега јас ќе примам, значи политичар сум и ќе примам 500 евра плата, а системот е веќе отиден во пропаст. Не може тоа преку ноќ да дојде. Апсолутно не може. Да дојде некој мисионер, без разлика да има некоја таква мисија, да каже затоа што прво не е сам, значи има и други работни позиции таму кои што луѓе кои што нема да се согласат. Гледате, колективот и луѓето кои што се движат таму им одговара тоа. Ама целата таа пара која што оди кај нив и во државата е дел од темна енергија која што штом си ти влегол таму, значи тебе те води и темна сила која што впрочем те води да носиш и поинакви вредности во самото општество. Значи не можеш да го вратиш она вистински правилно што било некогаш, како што сме живееле ние некогаш, еве да кажеме барем некоја блиска паралела, како што ние некогаш сме живееле некој поеднаков живот. Значи тоа било во времето на највеќе на нашите родители, значи 80-тите, 90-тите години, каде што системот, државата била во рамките на социјализмот, значи луѓето да живеат еднакво. Да, можеби зависеле од државни фирми, можеби животот, ама живееле сите горе-доле еднакво. Додека пак сега, затоа што дошла наводно приватизацијата и се оди кон профит, кон серијално производство, кон што повеќе, кон индивидуализам, кон тоа не ме интересира другиот и еве сите каде одиме како човештво. Не можеме да едноставно да ја најдеме среќата. Никој не може да ја најде среќа, верувајте ми. Нема еден човек на планетава Земја кој што е впрочем среќен, вистински духовно исполнет. Не постои, да не се лажете. Не постои. Секој се бори со некоја лична борба затоа што е дел од тоа темна енергија. За разлика од порано, значи производството, како сите луѓе работеле од занаети и се работело колку е потребно во самото општество, во заедницата. Се работам, се развивам себе, од чирак одам кон мајстор, ама колку ми е моќта да направам во текот на месецот? Ограничена сум, така? Затоа што работата зависи од мене. Додека сега направена е таква механизација, таква индустриализација, значи такви машини, таква психологија од машини кои што прават се во интерес на профит и на создавање производи кои што се впрочем вишок. Затоа што ако ги погледнеме сите нешта, колку земјата е оптеретена со отпад, со тоа глобално уништување и отпад, значи ќе видиме дека ние луѓето премногу заработуваат и не само што заработуваат, туку и создаваат вишок кој што нема каде да оди. И на тој начин ти фактички си на позиција, јас работам, директор сум, некој друг ја работи работата за мене. Јас, што се вели, можеби само менаџирам некои нешта, тоа ми е работата, ама каде е она работа со две раце да работиш, да се испотиш, да биде нештото честно, да биде, значи својата енергија да ја вложиш во некои нешта кои што ќе донесат производ, туку се создадоа многу паметни луѓе кои што
го користат тугиот труд за своја лична заработка. И сето ова создава една апстрактна вредност во општеството, дека тоа таму се парите, таму е моќта, таму можам да работам помалку, а да заработувам повеќе. И на тој начин јас сум фактички еден слеп роб кој што влегол во систем, кој што го врти, го циркулира, се прилагодува на закони, на системи, на дневни обврски и така натаму. А впрочем не е тоа суштината. Значи, он станува, тој човек станува на некој начин посредник за некој си бизнис, продажби и создавање на можности да живее само трговијата во општеството. И на тој начин, кој ќе видиме, сите луѓе кои го прават тоа, се доведуваат до тоа трговијата да доминира во општеството. А кога трговијата доминира во општеството, автоматски ние сме целосно одвоени од Бога, од љубовта, од еднаквоста, од здравиот живот во кој што ќе можеме сите да бидеме среќни, поврзани, емотивно да се согласуваме или да се разбираме или да растеме или да созреваме. Значи сите оние нешта кои што му се фактички најкруцијално потребни на човекот. Бидејќи парите ќе ги заработиш, ќе ги потрошиш. Тоа е еден, како кажавме на почетокот, значи круг. Тоа е. Што ќе им правиш? Еве, ќе ги заштедиш, значи ќе ги натрупај ги, еве, колку, не знам, купи 5 куки, покри ги сите деца, внуци, за 10 поколенија направи и мислам, кој ќе го сватиш тој момент, едноставно поентата и суштината на материјалното губи смисла, бидејќи ти попатно фактички си изгубил се. Се си изгубил. Еве пред некој ден гледав еден филм, многу поучен, баш се поврзува со оваа не случајно содржина и тема. Имаше еден човек, односно филмот покажува како еден млад дечко од едно крајно сиромашно семејство, мајка му болна, они 3 деца, татко му едвајца работува и он од буквално 14 годишна возраст почнува да работи. Значи, не знам, тогаш имало големи коцки лед, па одел доставувал лед. И му вели едно време, така имаше една длабока мотивација во себе да успее во животот и да стане еден ден билионер. И буквално целиот живот го водеше таа идеја и навистина почна да работи на таа идеја. И една вечер му кажа на татко му, вели, јас еден ден ќе бидам билионер. И овој татко му вели, слушај, свиткај си ја тоа опашката, подбери се малце, не влегувај во илузии, не забегувај сумот, бидејќи гледаш во какви околности живееме. И он по тоа демотивиран од една страна, ама од друга страна внатрешната волја го тера да едноставно докаже дека може спротивно, остава лист хартија дома и заминува од дома. Без пари, без ништо, оди во Тексас, значи од некоја место, буквално во друг град на другата страна од државата, од Америка конкретно. И long story short, детево почнува да работи, од една работа, друга работа, трета работа, се труди, постојано највеќе работи од сите. Еден ден покажуваат, нели, после толку години станува возрастен човек, влегува во не знам, во бизнисот нафта, па ама тогаш не постоеле вакви бизниси како сега, туку луѓето морале додат по површини од земјата да прво да ги градат тие машини кои што може да копаат во земја за да може да извлечат нафта. Па он со години значи посветен на тоа да најде земја каде што има нафта, па еден ден ја наоѓа и навистина почнува да се развива мајндсетот кој што го имал, нели, поставено као ќе станам билионер, навистина му се отвара патот до таму да стане билионер, меѓутоа попатно, иако он има и жена и деца, попатно губи многу нешта. Значи, губи секаков контакт со децата, а имаше околу 6 деца. Децата му одат по сосема погрешен, пропаднат живот, значи духовна бездна буквално, само пари ги интересира сите, освен едно дете од нив, беше поинакво. Али поентата на крај пријателот
пред умирање му беше буквално со жена му бракот отиде во хаос, буквално целиот живот кој што му е она суштината му отиде му пропадна точно кога он стана билионер. Во весник пишуваше дека таа и таа компанија е една од првите као билионери на земјината топка. Значи он стана билионер, ама попатно изгуби се. И многу убава порака за секој човек дека точно е дека некој ги брка овие нешта. Има таков едноставно афинитет, има таква волја, темперамент и аспирации да постигне нешто огромно материјално во животот, меѓутоа тоа е таа духовна неосвестеност кај луѓето кои што заради кое што трагаат кон нешто што никогаш реално нема да им донесе среќа. Можеби да, делумна ќе им донесе, но животот сигурно нема да те остави така. Ти сега ќе станеш милионер, а јас тебе нема да те учам лекции, бидејќи суштината на животот на земјата е да те научам ако или да го направиш балансот, или да се вратиш кон впрочем и суштината, бидејќи суштината на секој човек е духовниот развој. Значи да бидам во мисија на заедницата. Значи да не размислувам за себе, туку да размислувам за сите наоколу. Зашто го зборувам се ова? Бидејќи кога човекот е дел од трговијата, тој е дел и од системот кој што впрочем е поддршка на самото зло, бидејќи самиот систем е направен од интелигенцијата на злото. Современиот систем е направен од интелигенција на зло. Кога трговијата станува презначајна, таа привлекува контрола. Значи, државата оди во правец да ја контролира трговијата, да оди во раст. Затоа толку политичарите одат кон тоа да донесеме нови компании, нови работни места. Значи, ја сакаат трговијата за да може да имаат на некој начин власт, моќ, контрола врз обичниот мал обичен човек, бидејќи малиот обичен човек е слеп, не знае дека едноставно тоа го води кон пропаст. И он се морам работа, да се работни места да има, да се работиме, а никој не размислува дека тоа е впрочем казната. Значи гревот и казната која што еден ден ќе да снајде. Поентата е дека сака да ги регулираат нештото да бидат вакви, за да има поединци кои што ќе се богатат, за да може злото, бидејќи нив ги води злото да доминира во општеството, а очигледно е дека доминира. И да ја регулираат оваа психологија, да си обстојува, да нема еднаквост, да нема хармонија, значи да можат они да си одано чуваат, да си пишуваат казни, safe city сега. Значи гледате, од една на друга страна се оди, само за на некој начин, на суптилен начин. Психолошки го мачиш народот, ќе видиме многу често луѓе кои што добиле погрешна казна од Safe City, па оди сега троши бензин, троши живци, троши енергија со луѓе да се докажеш дека не си бил ти, дека бил тој, дека бил ова. Значи тоа е компликации направени до степен да си ја мачиш душата до степен да не можеш да издржиш. Тоа е тоа, затоа што пазете се, ние го дозволивме злото, живее во општеството злото, не можеме контрола да имаме врз целиот народ затоа што влада енергијата на злото, луѓето стануваат избезумени, прават бели, не сака, турбулентни се, го немаат, како да кажеме, она стоп на духот, до тука ми е границата, ќе возам брзо, ќе возам пијан и така натаму, се оди кон, бидејќи си одаден на злото, злото те води кон искушенија, те притиска на работ. На тој начин правиш, општеството генерално не е тоа поединец, туку колективот бесне и државата вели, ти штом беснеш, сега ќе ти ставам на тебе казни, па да видиш дали ќе беснеш, а впрочем државата е таа која што ја води таа енергија. Да живее. И ви ги како од индиректен начин луѓето стануваат жртви на системот кој што е направен да го цица човекот и духовно и материјално.
Еве вчера имав една ситуација, бев до институција, една не е битно, и човекот ми нешто копии требаше да ми даде и тој главен, значи некој шеф, и тој ми вели принташе нешто, имав една, требаше некоја информација да ми даде и му излезе казната од Safe City, ми вика, еве, вика, ми стигна, види сега стигнуваат казни по одма со доказ со се и сликата принтана ми ја давам. Викам, а кој направил прекршок? Вика, па јас. И се смее. И си викам, луѓето навистина вака си функционираат. Си работи, ќе си ја земе таа плата од системот, ќе си ја плати казната, утре може па нов прекршок ќе направи. Едноставно, игнорантен на суштината. Најчесто луѓето се игнорантни кои што се во системот вака, ама они се живеат, си мислат дека тоа е нормално, правилно, тука ми е безбедно, тука ми е комфорно. Гледате? И го поддржувам пасивно ова што постои, што не треба да биде реално. Ајде, оне на некоја функција, имаш луѓе кои што се на работна екзистенцијата и ќе ти стигне казна и ќе ти ја мачи душата, да не можеш на детето храна да му дадеш, да не можеш да го преживееш месецот, значи да мораш втора работа да работиш и така натаму. Ете ви го злото како доминира, затоа што луѓето се го влегува, го поддржаа и се игнорантни на се ова. Тоа е проблем затоа што секој индивидуално ќе го засегне еден ден. Секој индивидуално. Можеби некој еве вака пасивно ќе си го тера, ама еден ден ќе го удри него животот од друг аспект. Утре пензионер ќе стане. Ќе ги изгуби сите можности да сега имам снагата, имам како да кажеме моќта, силата и функцијата. Така, ќе ти удри во пензија, ќе ти направи некоја штета и ете ја казната. Пак си немоќен пред животот, пак си немоќен пред Бога затоа што си бил порано игнорантен. Поентата, сакам да се навратам и ова да го кажам, значи се формира една длабока структура да богатството владе и не е само средство за живот, туку станува средство за влијание и контрола и ширење на злото. Тоа е целата суштина. Индустрискиот развој, вештачката интелигенција доаѓа со една нова идеологија. Сега, она што требаше јас да го менаџирам, да го работам, за да кажеме, за рекламација, создавање маркетинг, значи да го работам она што за да може да го продадам на луѓето, сега некоја механичка сила, интелигенција која што доаѓа од компјутерот, ова од она, од робот, го прави тоа на мое место и сега буквално можам да кренам две нози и две раце и да ништо не правам, а овие слепиве ќе одат и ќе купуваат, а јас буквално не плаќам ниту човек. Веќе еве во некои од странските земји на овие што носат храна Волт, значи веќе имаат роботчиња мали кои што носат храна, значи сега веќе не е како тука со моторче да ајде плаќаш некој човек, некој храниш, да речеме. Сега веќе се создава момент каде што роботот ќе може да ја работи работата за човекот, на местото од човекот и за човекот кој што стои на таа позиција, овој да се богати од нула, затоа што вложил, инвестирал во еден таму 10 роботи, нема значи инвестиција која што му носи идеални можности да прави профит, без при тоа со месеци и години да плаќа нечија работна сила. Ете ви го како на материјалистот му даваме идеални можности да владее. Ете ви е контролата и моќта во еден друг аспект. Културата исто спаѓа тука. Сакав да ја напоменам. Културата во општеството, гледате, државата вели немаме граници, немаме стоп што ќе се слуша во општеството, што ќе се прави, ќе дозволуваме шунт, глупости, ќе дозволуваме артисти, музичари и не знам таму што кои што се дел од темна енергија, од темната сила, ќе ги поддржуваме нив, а не некои вредни таленти кои што не се дел од злото, и на тој начин енергијата доаѓа и преку културата. Ете ви го злото од сите страни. Не само трговијата е најголемиот проблем, да не се лажеме, меѓутоа тука спаѓаат и сите оние други алки.
и градежната индустрија. На секој чекор има нови згради. На секој чекор и овие политичари велат ќе се бориме ние да нема толку згради, направиме стоп на оваа градежна мафија и ќе дојдат на власт и потоа гледаме 100 нови згради наоколу каде што живееме. И што ни кажува тоа? Дека се ова што го зборуваме практично реално вистина. И луѓето се дека се слепи на ова и дека го поддржуваат, не може да се најде, да се дојде до некој позитивен момент. Затоа стално велам ќе одат бетер и бетер нештата, затоа што спасението на луѓето е тешко веќе. Не може толку лесно да се извлече од калта. Влезене во на живиот песок, значи не можам лесно да се одвлечам од ова. Тешко ми е, значи која Библија ќе рече? Ќе прочита таму, тргај се од злото, овакво, па како ја да преживеам, ќе си рече некој. Како јас да преживеам? Тоа е проблемот. Тоа е проблемот и кај мене, за кој што претходниве неколку недели страдав. Затоа што животот со Бога, животот со светлината, животот надвор од општеството одвоен, те води кон работ на живеењето. Да, штом ти не си ми во игра, има да те згазам. Има да те згазам, бидејќи ми е лесно тоа. Лесно ги контролирам луѓето, лесно ги притискам кон стравови, лесно го влијам атмосферата